Добар ден, почитувани слушатели од студиото на Македонската радиопрограма 3 пати Z на Вранова должина 92,3 FM мегахерци. Во денешната програма ќе слушате вести од нашето студио, бидејќи Фиданка нема да биде присутна наредните 2-3 емисии. Пак ние ќе ви премиме од нашето студио понатаму. Ќе сакам да кажам збор два околу новата одлука во Европската Унија. Македонскиот јазик, пред македонскиот јазик да стои модерен македонски јазик, а пред идентитетот модерен македонски идентитет. Тоа е уште еден геноциден чин на Европската Унија, зашто се борат нашите политичари и претходните, и овие, за влез во Европската Унија како единствен пат излез за опстанокот на Македонија. Со вас денес сум јас Ицо Најдовски Перин. Останете со мене, почитувани слушатели, во наредните 60 минути. Најнапред, како што реков, збор 2, сакам да кажам околу одлуката на Европската Унија, парламентот, односно на Европската Унија, за одобрување на извештајот на Македонија, каде што во Македонија се има тоа донесено, запишано како македонски јазик и македонски идентитет. Меѓутоа, по притисокот на бугарските европратеници и грчките европратеници, треба да знаеме дека и едните и другите се како лев и десен вол, спрегнати на нива, работаат заедно, ораат и сакаат да ја превртат Македонија од наопаку. И особено македонскиот народ. Ваквата одлука, која најверојатно, јас верувам дека ќе се донеси во Страсбург во идниот месец, во јули, дека ќе стои пред македонскиот јазик модерен македонски јазик и модерен македонски идентитет. Почитувани македонци, ова за мене е уште еден геноцид врз македонскиот народ, врз македонскиот идентитет, врз македонскиот јазик, постоење, битие, култура, традиции и обичаи. Видите, тој геноцид врз македонскиот народ кој се врши скоро 200 години, па и повеќе пред тоа со Турската империја, не е признат од меѓународните институции како геноцид врз македонскиот народ, како што е тоа направено со Холокаустот, кога 6 до 8 милиони евреи беа уништени физички во Втората светска војна. Во Првата светска војна турците направија геноцид врз ерменскиот народ, потоа геноцидот во Руанда, ако се сеќавате. Исто така признат меѓународно е и геноцидот во Сребреница, што го извршиле србите врз босанците. Меѓутоа, многу интересно е и треба да спомнам, да кажам и да македонците што се во Република Македонија, оние што се во властите на Република Македонија, да го отворат геноцидот врз македонскиот народ, да го отворат тоа прашање. Можеме да започнеме со геноцидот од 1948 година, кој беше наметнат со физичко протерување на 28.000 деца, а и уште 100.000 нивни родители. Па можеби и повеќе, никој не ја знае бројката, бидејќи никој до ден денес не се зафатил од светските и европските институции да го покрени тоа прашање како геноцид.
не го покренуваат тоа прашање, бидејќи го извршија, тој геноцид го вршеше и се уште го вршат Британија, Англија и Соединетите Американски држави. Тие во егејскиот дел на Македонија употребија напалм, бомби и врз децата кои бегаја по линијата за да се спасат во Албанија, во Република Македонија тогаш или пак во Бугарија. Многу е тешко да се зборува за тој геноцид, затоа што, како што реков, молчат сите институции, меѓутоа молчат и македонските институции за геноцидот на македонците во егејскиот дел на Македонија. И тоа не е само онај 1948 година, туку и 46 и 47 и 49 година. И од 49 година до ден денес во Грција се врши геноцид. Ако не е така физички геноцид, меѓутоа се врши овај геноцид врз употребата на македонскиот јазик, врз употребата на културата, традициите, обичаите, идентитетот, имено македонците како националност, како народ, како малцинство, нека бидат, односно не се признати, но нека бидат признати како такви во Грција. Но не се, сега во последните години, последните 2 години, особено оваа година, зачестија забраните на одржување на панајѓури во егејскиот дел на Македонија, бидејќи се пеело на македонски јазик. Песните нормално дека се пеат на македонски јазик. Но кога зборуваме за тој геноцид, мораме да одиме и наназад, она што ни се правеше на нас македонците. Од Втората светска војна геноцидот навистина беше страшен, не само во Македонија, во егејскиот дел на Македонија, туку и во Пиринскиот дел на Македонија и исто така и во Албанија. Во Албанија македонците не се признати како македонци во областите Гора и Голо брдо. Енвер Хоџа призна македонци само во областа Мала Преспа, така наречена Мала Преспа. А пак на друга територија од општината Пустец од Преспа, на друга територија македонци не се признаваат спрема уставот на Албанија. За македонците пак да не зборуваме од Втората светска војна наваму во Бугарија со Тодор Живков и до крајот и до ден денес се врши страшен геноцид врз македонците. Не смеат да регистрираат македонска организација, не смеат да се организираат како посебен ентитет во Бугарија. Ако кажете дека си македонец во времето на Тодор Живков и сега не се затвораат, меѓутоа работите им ги одземат и остануваат луѓето без работа. И што му останеш без работа, нормално се врши притисок и тоа е еден вид на геноцид врз македонскиот народ во Пиринска Македонија. Не можеме да го избегнеме тоа до некој степен и во Република Македонија за време на Југославија. Не беше целосна, комплетна слободата, меѓутоа далеку повеќе беа човековите права на македонците. Употреба на македонскиот јазик беше официјален во Република Македонија. Еден од официјалните јазици беше на Југославија, покрај српско-хрватскиот беше македонскиот и словенскиот јазик како официјален јазик. Потоа имавме институции на македонски јазик, факултети, образование и така натаму. Но сепак имаше и еден дел на терор врз македонците, оние поголемите патриоти или пак оние кои не се согласуваа со политиката на Јосип Броз Тито во тоа време. Ако се навратиме уште наназад
за геноцидот врз македонскиот народ. Тоа можеме да го видиме и во времето меѓу двете светски војни, од 1918 до 40 година Македонија беше под Република Македонија беше под српска власт, под српска окупација. Пиринска Македонија беше под бугарска, Егејска Македонија под грчка окупација. Се вршеше страшна асимилација врз македонскиот народ. Присилно беше преместувањето на децата или на фамилиите од едно место на друго, и во Бугарија и во Грција. Особено им се даваше работа на македонците некаде во внатрешноста на Грција, пак се донесува грчки фамилии на територија на Македонија, во егејскиот дел на Македонија. Тоа се правеше истото и во Бугарија. Пардон, не сум запознат колку беше размената на населението на македонци со албанци во Гора и во Голо брдо, иако сум бил многу пати, често пати таму. Повеќето македонци во Голо брдо и во Гора, особено Голо брдо, се поделени помеѓу православни и муслимани македонци. Немав забележано дека има албанци во Голо брдо, па ниту во Гора. Во Гора особено се македонците муслимани кои живеат во Албанија. Но сепак со текот на времето, младите со кои се допишувам не го знаат македонскиот јазик, не пишуваат на македонски јазик. Истото е и со македонците во егејскиот дел на Македонија и во пиринскиот дел на Македонија, каде што е извршен геноцидот врз македонскиот народ со години. Ако одиме и пред тоа, некаде во 25-та година или грчко-турската војна, кога беше 23-та година, имаше голема размена на територии. Имено договор постоеше помеѓу Грција и Бугарија и Турција, македонците од Егејска Македонија да се преселат насилно, да се преселат во Бугарија, додека грци или маџири да се донесат од Турција во Македонија, а пак турците што беа во тоа време во Егејска Македонија беа вратени назад во Турција. Значи, станува збор за геноцид кој постојано се врши врз македонскиот народ, а тој геноцид да не постои македонски народ, да не постои македонски јазик, да не постои македонски идентитет, традиции и обичаи, песна и така натаму, донесен е, многу пати го зборувам, мора да го знаете и бидејќи го кажувам тоа, на Берлинскиот конгрес 1878 година, член 23 од Берлинскиот конгрес не ни дава нас држава на македонскиот народ. Значи, пред да се протераат турците заеднички со Грција, Турција, односно Грција, Србија, Бугарија и Црна Гора, пред да ги протераат турците, склучија договор бугарите, што денес толку, почитувани слушатели, се за бугарскиот народ во Македонија, а се откажа од бугарите во Егејска Македонија, бараат сега бугари во Република Македонија. Договор склучија Србија и Бугарија 1913 година на 12 март за поделба на Македонија. Но на тој договор се приклуче и грчката држава. И тоа кажува, почитувани слушатели, пред да
започнат Балканските војни, првата Балканска војна 12-та година, значи пред Балканските војни се потпиша тој договор. И сега секој еден свесен македонец или секој еден свесен човек и тој што не е македонец, ако на територија на етничка Македонија народот биле бугари, тогаш зошто се поставува големото прашање, зошто дојде до договор, меѓусебен договор, да го поделат населението и да вршат геноцид врз тоа население. Тоа го направија и ја почнаа Првата светска војна. Во договорот стои дека бугарите ќе ги бранат бугарите, србите ќе ги бранат србите во Македонија, а грците ќе ги бранат, ќе ги ослободуваат заправо грците. Значи сите ослободуваат свој народ. Наеднаш, туку после Берлинскиот конгрес и Сан-Стефанска Бугарија се доаѓа со подкрепа. Договорот, ќе изумев да кажам, договорот за поделба на Македонија е подкрепен од Франција, од Англија, од Германија, Австро-Унгарија, од Италија. Од големите сили е потврдено тоа да се подели Македонија и македонскиот народ. Значи почнува физичкото уништување и не само физичкото, туку и културното и јазичното уништување. Во тој период помеѓу Втората светска војна и Првата светска војна, понатаму окупациите на Македонија, нормално дека се воведе српски јазик, српска култура во Вардарска Македонија, така како што ја викаа тогаш, во Егејска Македонија, во Пиринска Македонија, се вршеше страшен геноцид врз македонскиот народ. И таа поделба и до ден денес трае, почитувани слушатели, и тој геноцид на врз македонскиот народ донесена одлуката во Берлин 1878 година, да македонскиот народ не смее да има своја држава. И тоа историјата го потврдува до ден денес. И покрај фактот во Втората светска војна што македонскиот народ излезе организиран и се спротивставя на фашизмот, се спротивставя и на бугарите, и на германците, и на италијанците, и на балистите албанци кои беа во Западна Македонија. Им се спротивставија, особено младите македонци влегоа во страшната борба од 18, од 16 до 22 години, до 24 години, на што ние им сме благодарни што тие ги поклонија, ги дадоа своите животи за татковината, за Македонија, за името го дадоа, за јазикот го дадоа својот живот, се бореа за тоа, за сопствена држава. Само тогаш во Втората светска војна и им забега македонскиот народ од клештите на големите сили на Британија, на Америка и на германците и другите големи сили што беа тогаш. Но и на Бугарија и на Грција се создаде македонски народ, македонски јазик, идентитет, држава, институции, МАНУ се создаде, Македонската православна црква се создаде. Значи сите постулати што треба да ги има еден народ, како посебен народ, ние ги имавме во Република Македонија или Социјалистичка Република Македонија. Но ќе завршам со тоа, веќе зборувам 20 минути, дека на македонците не им се дозволе враќање во Егејска Македонија. Ако сакаше да се вратиш, донесоа закон 83 година, 1983 и 87 и 8 година донесоа два закона грците. Требаше македонците со етничка припадност, идентитет како македонец, требаше да се грк по род, за да можеш да се вратиш. Ако не беше грк по род, немаше враќање назад. Децата протерани, како наречени, така наречени бегалци, меѓутоа тие беа протерани
од грчките власти, монархофашисти, ние што ги викаме, и фашистите, исто така монархофашисти во Бугарија, та и во Албанија, насекаде. Тоа етничко чистење на македонците, тој геноцид го вршеа со одобрување на големите сили. Сега, истото, да не должам, истото нас ни се случува и со Независна република Македонија. Знаете, во Македонија, во самата република Македонија постои етноцид. Самите ние си извршуваме геноцид или етноцид се вика. Со тоа што ние го продадовме, ги продадовме македонците во Егејска Македонија, се откажавме од нив со Преспанскиот договор, се откажавме од античката историја на македонскиот народ. Сега во Егејска Македонија нема македонци, тие се грци и не можеш ти да се кажеш дека си македонец. Истото е и со бугарскиот договор 2017 година на Илинден. И таму се откажавме од македонците во Пиринска Македонија. Се подпишаа таму научни комисии и со Грција и со Бугарија да ни го срушат идентитетот. Тоа беше едно само уништување од македонските политичари, но меѓутоа тука учествуваше до некој степен дел од македонскиот народ во самото уништување. Повеќе сакаа да се европјани, повеќе сакаа да се парижани, лондонци или пак германци, отколку да се македонци. И не сваќајќи она што со години ние поистакнати што бевме околу со отворена уста околу штетноста на овие договори, и историчари, и јазичари, и писатели, и многу други истакнати македонци во институциите македонски се спротивставивме, а и овде во Австралија масовно македонскиот народ се спротивстави со демонстрацијата 2018 година 4 март. 40-50 илјади македонци се беа против тие договори кои беа подпишани, беше бугарскиот, требаше се подпиши и грчкиот договор. Тоа значи дека и одвнатре имаме ние уништување, само уништување, и до ден денес е веќе присутно, но поентата ми е и заклучокот на мојот совет или на мојата реакција до македонските институции во Република Македонија и оние кои се на власт сега во Република Македонија, нека се консултираат, нека се советуваат со историчарите што ни се прави на нас македонците од 1878 година од тие европски држави како што е Британија, Франција, Германија, Австро-Унгарија и така натаму. Тука беше смешана и Русија во тоа време. Морам да ја спомнам и Русија, бидејќи воопшто не застана на македонска страна во изминатите години. Ако во јули сега, почитувани македонски политичари, власти, почитувани македонски народ, ако во јули помине во извештајот се додаде придавката модерен македонски јазик и модерен македонски идентитет, тоа ќе значи дека ние комплетно капитулиравме. Тоа ќе го потврди геноцидот врз македонскиот народ и ќе значи дека македонскиот јазик е нов јазик од 46 година наваму и македонскиот идентитет е нов идентитет од 46 година наваму. Тоа ќе каже, ќе рече дека македонски народ, македонски јазик, македонски идентитет не постоел низ историјата, како што тврдат грците, како што тврдат бугарите и албанците. Мораат нашите да се спротивстават на оваа придавка. И таа
ако помине како таква, навистина ќе биде многу штетна, но борбата ќе мора да се отвори тогаш уште поширока. Мицкоски сега зборува за признавање на македонското малцинство во Пиринска Македонија, што е одлична одбрана. Меѓутоа треба да се отвори и прашањето со преспанскиот договор со македонците во Егејска Македонија, со протерувањето, со геноцидот врз македонскиот народ и особено сега што Европската Унија ги прекршува демократските вредности, така наречени демократски вредности, преку македонскиот народ, еден мирен народ, многу мал народ, малоброен народ, но ете, тие имаат карактер цврст, јак, достоинствени се, обстануваат со векови, со генерации, со истата одлука од 1878 година до ден денес ја спроведуваат. И кога стана Македонија независна, ако се сеќавате во Лисабон, во Португалија беше донесена одлука на Европската Унија да се избриши името Македонија и македонци од сите книги, на сите места, ако сака Македонија да влези во Европската Унија. Истото ни се направи и со Обединетите нации. Не прекрстија во ФИРОМ, во поранешна Југословенска република Македонија. Понатаму, кога требаше да вршиме притисоци, ние отстапувавме и дојдовме до име Северна Македонија, што во наредните 50 или 100 години без друго населението во Македонија ќе биде запишано како северно-македонско население, северно-македонци, а внатре тие ќе се делат на македонци етнички, на албанци етнички, на турци, на власи, на срби и така натаму. Она 70% што е македонски народ од Република Македонија ќе го уништат, почитувани македонци, почитувани слушатели и вие кои ме следите на социјалните мрежи. Особено ја испраќам оваа порака до властите во Република Македонија, па и до црквата на Република Македонија и големите институции, факултети и МАНУ да застанат цврсто кон обстанокот, односно да застанат, да го одбранат она што го придобиле со своите животи македонците низ вековите. Да не ги набројувам жртвите дадени во Втората светска војна, жртвите дадени помеѓу двете светски војни, жртвите дадени во Првата светска војна, во Балканските војни, а и Илинденското востание, која беше кланица. Грците на едно место викаат продадено востание. Тоа ќе го кажувам во некоја наредна емисија. И понатаму и другите востанија на Република, односно на македонскиот народ, беа кравави и загушени. Сега, кога ги имаме и наковалната и чеканот во рацете, треба да удриме врз тоа. Во нас е, што велат старите, и оревот и каменот. Ако ние не се спротиставиме, нема нас кој друг да не брани. Оставете го и заборевете го, НАТО ќе не брани, Европската Унија ќе не храни.